Околу 650 случаи на семејно насилство се регистрирани досега во невладината организација Женски форум во Тетово. Организацијата постои од 2002 година, а во рамки на здруженијето функционира и Центарот за правна помош. Долги години ова здружение е место каде што се обраќаат жените жртви на семејно насилство. Како единствена ваква организација во овој регион, фокусот на работа е жената и женските права. Од почеток на нашето работење, јас сум вклучена како адвокат во Центарот за правна помош и можам да кажам дека од почеток од 2002 година до сега низ Центарот за правна помош поминале околу 600 до 650 жртви на семејно насилство. 99% од нив биле жени, жртви на семејно насилство, во тој 1% спаѓаат мажи, но ниеден од нив не е злоставуван од сопругата, туку од децата. Што значи дека жртви на семејно насилство најголем дел, како што спомнав, се жените. Во текот на работењето сме имале разни случаи со разна тежина на секој од нив. Сите случаи се внимателно анализирани, проследени до надлежни институции и во најголем дел од случаите имаме разрешници. Дали судска, дали во управна постапка, во зависност од тоа кое право на жената сме биле во ситуација да го заштитиме. Од Женски форум велат дека изградиле добра соработка со сите засегнати институции. Бројката на пријавени случаи се намалила, па од здруженијето овој податок го оценуваат позитивно. Во почетокот на работењето имавме повеќе пријавување на случаи на семејно насилство. Во последнава година, од месец јануари до денес, имаме околу 40 жртви на семејно насилство, што представува малку намален број во однос на до пред неколку години. И мислам дека тоа се должи на нашата активност со цел на подигање на свеста за пријавување на семејното насилство, но и делување на свеста на насилниците и евентуалните насилници, дека во државата постои казнен систем што го санкционира ова дејствување и заканата од казна, мислам дека преку промовирање на законската регулатива предизвика да се намали бројот на семејно насилство. Адвокатката Тимосиевска вели дека најголем број од случаите си добиваат судска разрешница. Што се однесува до судските постапки, ние имаме специјален закон за заштита од семејно насилство, кој содржи изрекување на превремени мерки за заштита, и тоа е прва точка од која се поаѓа при заштитата на жената жртва. Тоа се еден сет на мерки кои во зависност од случајот судот ги изрекува на предлог на оштетената страна. Понатаму имаме еден повисок степен на заштита во смисол казнување во кривична постапка. Исто така сме добивале и добиваме казни во зависност од тоа дали жртвата ќе остане доследна до крајот на постапување преку Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство се поднесени кривични пријави, сторителите се казнети соодветно на тежината на стореното кривично дело. Услугите кои ги нуди Центарот за правна помош во рамки на Женски форум се бесплатни. Ова организација долги години е символ за професионалност, истрајност и успех во полето на заштитата на правата на жените.